името на Министерството и во мое лично име, ќе се заложам сите овие недоразбирање и недоумици во изминатиот период кои превладуваја во јавноста во Република Македонија, дека дијабетичарите користат неквалитетни инсулини, дека тоа ќе се надмени и можам да обзнанам во јавноста дека ќе се погрижиме во иднина да добиваат редовно и квалитетен инсулин. Денес сум тука да го потврдам тоа, бидејќи предизвик е граѓаните во Република Македонија тоа и да го добиваат. Благодарам. Повелете ако имате прашање. Велите во иднина квалитетен. Сега каков инсулин примаат пациентите? Квалитетен, меѓутоа работата е во тоа што и јавноста, и новинарите, и сите, некоја дезинформација, заради тоа што неаме релевантни показатели, ќе ни дозволите во наредниот период да ги доставиме тие релевантни показатели од лаборатории, да кажеме не дека немало проблем, не дека не се пробнувале и неквалитетни инсулини, меѓутоа во иднина се надевам дека тоа нема повеќе да се случува. Повелете друго прашање. Имате конкретна информација кога имало неквалитетен инсулин? Мислите по дати? Период. Не, неа така. Тоа е сомнеш или? Сомнеш од јавноста, а ние како доктори, како Министерство за здравство треба тоа да го докажеме. Минатиот месец токму пациентите на доктори се жалеа дека навреме не е доставен инсулин. Што правиме со тој? Значи, навреме не беше доставен заради пречки во транспортот и ништо друго. Проблемите со инсулинот, претпоставам дека мислите на она недостатоци на инсулин и квалитет на инсулин. Да, тоа се наследи како проблем од изминатите години. Се провлекуваше до последниве месеци. Имавме и една акција од едно од здруженијата во Македонија, кое што покрена иницијатива за проверка на квалитетот на инсулините. Значи, тоа се наследени проблеми на новото министерство и новиот министер, сега заменик министерот, господинот Чекаровски, со кој што имавме една, пак ќе речам, убава дебата, ќе се обидат институциите на системот да ги разрешат сите овие проблеми, пред се со редефинирање на одредени членови од законот за паралелен увоз, кој што нели нас најмногу ни пречеше како пациенти, бидејќи со законот за паралелен увоз всушност се наруши, барем сомнежите водат кон тоа дека терапијата не е со најдобар квалитет, но она што можам да го кажам е дека имавме квалитетни разговори со Министерството за здравство и со останатите институции. За последиците што ме прашавте во врска со пациентите, секако дека нон-стоп има пациенти кои што пројавуваат нус појави, здравствени појави како последица на лошо регулиран дијабетес. Дали е тоа резултат на лошата терапија или на неедуцираност и неинформираност на самите пациенти, тоа оставаме да го проценат докторите. Ние како пациенти можеме само да се сомневаме. Ова е ветување, така е, за во иднина, во моментов од септември навака немаше некои поголеми кризи, имаше мал недостаток во почетокот на месец октомври, заради онаа контрола која што се спроведе од агенцијата Малмет. Последниве, значи колку месеци и пол дена немаме поплаки од локалните здруженија, тоест најави дека имало недостатоци. Значително ги насочивме правците за подобрување на оние состојби кои што претходно беа, значи оние недостатоци на инсулин, сомнежи во квалитетот на терапијата и така натаму. Се надевам дека сето тоа во блиска иднина ќе излезе во еден добар правец и дека работиве од овој ден па натаму ќе се одвиваат во многу подобра насока од она што беше. Секако, тука е доктор Саша Јовановска-Мишевска, директорката на клиниката за ендокринологија, која што се надевам дека ќе го потврди ова што го кажав, затоа што со неа остваривме прекрасна комуникација.
И мислам дека многу добро се разбираме за се она што нас како пациенти ни треба, а клиниката и авторитетите кои што работат во самата клиника се расположени да заедно ги решиме сите овие проблеми. Можете да ни кажете каква е состојбата на бројката на лица со дијабетес и дали од година во година имаме зголемување на бројот? Во моментов во Македонија не може баш прецизно да се каже, меѓутоа околу 190.000 луѓе се диагностицирани со дијабетес, од нив 40.000 се на инсулинска терапија, останатите 150, можеби нешто повеќе илјади лица се на таблетарна терапија. Тип 1 сме околу 4,5 до 5.000 лица, останатите се тип 2. Така да во проценти изразено некаде, според најновите информации од Атласот на Интернационалната дијабетес федерација, тоа е нешто над 12%, зборам за Република Македонија, значи нешто над 12% од вкупната бројка на жители. Во пораст ли е бројката на... Да, за жал бројката на пациенти е постојано во подем, тоа може да го потврди и доктор Саша. Точниот процент и точната бројка на годишно ниво колку се зголемува, колку нови диагностицирани пациенти има, не можам да ја потврдам, затоа што не знам, меѓутоа за жал од година во година се зголемува бројот на пациенти, многу повеќе тип 2 отколку тип 1. А кај деца каква е состојбата? Има пораст, значи и на млади, на мали дечиња, секоја година, па да не речам и секој месец, барем по 1-2. Пак ќе речам, за жал, бројката расте. Ние би биле среќни кога тоа би можело да се стопира, за жал не може да се стопира. Тука треба да се земат во предвид многу фактори, значи квалитетот на живот, здравите навики за живот. Ова се однесува на лицата со тип 2 дијабетес, за тип 1 дијабетес тоа се случува преку ноќ. Бројот на пациенти заболени од дијабетес расте секојдневно. Ако во 2015 година бројот на пациенти со дијабетес бил некаде околу 415 милиони на глобално ниво, предвидувањата се дека до 2040 година бројот на пациенти со дијабетес ќе се зголеми на повеќе од 600.000 милиони глобално. Се разбира дека овие фрапантни бројки представуваат предизвик како за нас како здравствени работници, така и за целиот здравствен систем, и она што би сакала да го потенцирам е дека е потребно да работиме многу повеќе на воведување на мерки за превенција на шеќерната болест. Тоа се пред се мерки за здрава исхрана, мерки за поголема физичка активност и се разбира мерки кои што ќе помогнат да се зачува здравието на пациентите со дијабетес. Овогодинешното мото на денот за борба против дијабетесот е жените и дијабетесот, односно како да го подобриме нашето здравје кај жените во репродуктивниот период. Кај жените во репродуктивниот период, онај проблем со кој што најчесто се соочуваме е дијабетесот кај пациентки кои што се бремени. Имаме пациентки кои што сакаат да забременат, а имаат дијабетес, и за нив е неопходно да се воведе правовремена предконцепцијска, значи грижа пред забременување, а се разбира и оние пациентки кај кои што во тек на бременоста ќе се диагностицира дијабетесот, исто така треба да бидат навремено диагностицирани и навремено да се иницира терапија. Статистиките покажуваат дека можеби 70 до 85% од пациентките кои што имаат дијабетес во бременоста, диагностицирано за прв пат во бременоста, можат само со промени во начинот на исхрана, со промени во животниот стил да постигнат оптимална гликемиска контрола или оптимална контрола на шеќерот, која што е неопходна за правилен раст и развој фетален и понатаму развојот на плодот.